потврдија дека двојазичноста на целата територија ќе се воведе со нови дополнувања на постојните закони, но без промена на уставот. Од сега само остануваат на ставот нов закон за јазиците, но во рамките на уставот. Овие информации внесуваат дополнителна забуна за тоа како ќе се воведе со декларацијата барана комплетна изедначеност на македонскиот и албанскиот јазик, без при тоа да се смени член 7 од уставот, кој јасно се вели дека во Република Македонија службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Во така наречената албанска платформа која се поставува како услов за формирање на новата влада се наведува дека ќе се бара постигнување целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик во сите нивоа на власта и гаранција за неговата примена како фундаментално и уставно право. Уставот на Република Македонија треба да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Република Македонија. Дали дуи делумно ретерира од платформата со потврда дека нема да има потреба од менување на уставот, свесни затоа дека без гласовите од ВМРО ДПМН нема да може да го донесат, ќе се обидат да воведат двојазичност со донесување на нов закон, за кој е потребно единствено 61 пратеник и Бадинтерово мнозинство, останува отворено прашање.